некако долетале и слетале вака на тебе, на гението и мастерот со зборови. Сега тоа се вика директно искуство. Што? Тоа е кога ти или ја или битието сам себе ќе се спозна и ќе има некаква, ова што го објаснувам е грешка, не треба да се објаснува. Кога имам некакво спознание, кога нема да бидам две, него ќе бидам едно, кога нема да има разлика од тоа чувства, мисли, емоции, сите тие работи, него пракса е, се искусува тоа, и многу има го практикуваат, тој многу искусуваат и е отвореност, приметување, љубов. И у моментот кога ќе го искусиш, после можеш да употребиш некаков идентитет што го имаш, дали е мајстор на зборови или мајстор на спорт или било што, да го пренесеш директно до искуство. И затоа многу ги допира. Сакал некал ќе те допре тоа, дали сега или утре или заутре, ти што сакаш биди, што сакаш избери не за музички правец, те допира тоа пошто од изворот. Тупак, Биги, Воренџи, Snoop Dogg, Shaquille O'Neal, пази у тоа време кошаркари го слушам Shaquille O'Neal како овако. Јако. Там веќе доаѓаат посериозни имиња, мислам се се појавува Cypress Hill, па Beastie Boys, па House of Pain, па Das FX, па M.O.P, па Gangster, па Jeru, однака се појавува The Roots, Common Tribe Called Quest. Слушаш? Металика 97 албумот на касета го имам. Кој не слушал Металика? Да, тоа време ти текна Металика, ГНР, Iron Maiden, Megadeth, беа... Па еве ги види ги. Maiden. Iron, да. Беа популарни ептен. Ова си е моја меморабилија. Џон Стоктон. Стоктон. Ти си цар. Прв пат гледам дрес од Џон Стоктон некој да има. Кажи ја. Браво. За мене Beyond Idol. Да. Тој Ја бев човек. за Чикаго Булс, ама имав двајца другари, мислам дека единствени со се тебе што навиваа за Юта Не Джаз знам. и за Стоктон, Хорначек и Што? Кармелон. Што карање имало мало паѓано така, леле. Ја 2 пати имам плачено у живот и тоа е кога ми изгубија Јута у финале од Чикаго. За Юта Джаз ако си плачал, ти си херој. Кој ќе Замисли изгубат? плачеш за јега? Юта Джаз. Ми изгубиле човек, абе ти не знаеш 97 колку и сум бил 8. опсен, да. 7 и 8, 2 финалиња. Си ги изгубивме од Джордан. Али и тоа ми е ептен, што од тоа време останато. Ова е некоја си нишка на подкастот. Сепак обсесијата ми е во перформанс, што се е скриено во значењето на тој збор. И дека, како сакаш гледај, во еден момент надминуваш некаков лимит. И таа ми е некоја working definition, што се вика. И на крај ќе ми удриш автограм. Док ќе нема да заборавиме. Па лимит, нема ни лимит. Као стигне за... Нема лимит, Нели. гледаш што прават се. Нели? И физички со телото што прават се. Слушај, ја мора да ти кажам како уопште... Ова се снима така, си оди све. Од преска снимаме, кај ќе почне... Тоа, бе, нека почне. Кај ќе почне, ќе почне. Не и треба човек- најава. Какви најави, Не бе, не треба сме најава. умтава човек, значи скроз сум... Супер. Чат пат ќе ме гледаш дзиркам, оти има многу Забелешки. интересни моменти, што ќе сакам така да си ги поминеме, да ми ги објасниш. Ама пред тоа, мора да ти кажам како дое да се мотивирам за да те викнам. Ја не слушам рап. Не дека сум одбрал да не слушам, животов така се. Па болje што поводил. не слушаш. Така се поводил животот и ме насочил поише на кај металскиве води. Значи не дека свесно одбирам да не слушам, така се погодило. И пред некое време седиме со другари и еден другар ми вика, а збориме нешто за медитации, за така малце по филозофски прашања. Секташи ви. такви муабети. Металци. За Не, бе, не, секташи не. тешки. Не. И Се шал. другаров ми вика, чекај, вика, мора ти пуштам нешто, ама без предрасуда да го ислушаш. Те ја векам на 40 години предрасудивете. И ми пушта од изборот на изворот. Од изворот на изборот.
Од изворот на изборот. Па тоа е металски албум. Јас сум металец од душа од 90. Ми се свига, да. Само тоа е рапот и Ама че, како го пушта Коан, стиховине, а јас сум у фаза некоја на 3-4 години фаза, у која што сум... да го оставам металот. Не, читам многу книги на источна филозофија, читам многу за медитирам и ја и такви некои ствари. И буквално, како слушам, препознавам дури и книгите кои што ги имаш читано, филозофиите, учењата, предпоставувам, дека премногу ми е онака блиска. Си се препознал, сам себе си се препознал. Да. Тоа е мој целта на албумот, за слушателот сам себе да се препозна. Значи, тоа не е мој албум, тоа е твој на секој што го слуша препознава. Да. Ама едноставно ми дое ненормална желба конечно да седнам со некој со кој што осеќам дека у тие теми навлегол доволно длабоко у таа интроспекција, у тие ствари што ствари не можат да се опишат. Значи се заебавме двајца. And yet си седнал човече у 5-6 стиха 5 книги објаснети. Да. И не знам, сикам ќе пробам, ти пишав, ми прати, леле, викам закон и така дое до ово. Фала ти. Тоа е Така, тоа е да, тоа е победа муабетот, више, толку тоа што е- поише муабет да правиме. Да, таа е Затвори. Тоа е мој целта на албумот и не знам. Драго ми е, кејф ми е кога ќе го препознаат, кога ќе го слушнат, пошто тоа си ти. Ја Баш така. пренесувам нешто што сите го имаме, го знаеме, го чувствуваме, само ја сум се внел у тоа и да речеме сите тие зборови, фрази како и да знам како да ги уредам, ама да го пренесам искуството како што е. Не е тоа од прочитано, не е од видено, него е од искусено лично и е пренесено на вакво. Ич не е прочитано, сигурно Не, не, си има, навлегол, има, да. Узнаеш што Лажам, литература лажам. има поминато. Не, нема. И како концепти као beginner mind, тие самото Се име ти е среќаваат зен човеч. Тие термини се среќаваат баш у таа пракса баш е спротивна на читање и многу мудрување. Како и на приказни има зен мајсторот кој му рекол на тој ученикот, на кратко тој дошол со некоја книга му напишал за благодарност, не знам. Аха. 580 страници, еве мајсторе книга, му фрлил, му рекол, врати се да работиш таму. Немој многу Not the point, а? И што ја ти кажам, ќе те лажам. Твоето искуство и чувство низ слушање на тој албум е твое и лично. И тоа е тоа, крај. Тоа е вистината за тебе. Ја што правам, што сум пренел како она, Добро, ама нема избегаш толку лесно, ти мене ќе ме интересира сега. Не бегам, не бегам. Да, Само не. ти кажувам дека е убаво што си приметил, ти си албумот. Ти си. Да. Ако го приметиш, ти си. Тоа му е целта. Не му е целта да стане тој хит, пошто не може да стане хит. Не, тоа е многу точно. Ти си. И ти, и Истото, секој. да, изворот. Да, Толку изворот, длабоко да. влагаш во изворот, што мислам дека ретко кој ќе те разберат интелектуално, ќе имаат семантика зборовите, ама се сумњам дека многу луѓе го осетиле тоа што го имаш ти осетено, за да го ставиш у зборови, за ја да се пронајдам. Зборовите се само изворот на изборот. од изворот на избора, да. Имаш, сигурен сум дека си поминал милион сати, дали у медитација, дали у нешто, да мислиш на таа тема. У немислење. Пракса. Немислење. Да. Поминати се сварно сати. За да доеш до моментот Пракса. кај што сваќаш дека ти не мислиш. Мислите се изворот. Кој е изворот? Нема извор, така? Ти кажав ке те лажам. Секој искуство е лично искуство. Твоето, моето. Се додека се приметуваш кој го искусува тоа, си изворот. Многу едноставно. Без многу интелектуализирање, без многу етикетирање, без многу фрази, зборови, без да го мислиш, без да правиш дефиниција, едноставно како што е,
вака е. И тоа кога ќе се искуси, си треба пракса, е изворот. И тие зборови после тоа сами излагаат и си се создаваат и формираат некаков текст кој што ја го правам. Па Едноставно. тоа е едно од многуте ствари што ме интересира. Баш ко фреквенција, знаеш, да биде све како што треба, штелувано, праено, да си биде така сеопфатно, едно цело, благодарение и на другите музичари кои што учествува у тој албум, бидејќи не е мој, пак ќе кажам. Да, имам и за тоа прашање. Има луѓе што учествуваа, свиреа, се дадоа, стварно приметија, и тоа е заеднички албум на сите кои што беа у тоа дело. Ти си колку више вечност, артист, креатор, перформер. Колку сега може некои од прашањава ќе бидат малце игнорантски, што не ги знам до толку деталите, колку албуми имаш направено, колку песни имаш направено, ама не е ни поентата тоа. колку долго си више, колку ти е многу животот посветен на тоа, може и самиот имаш изгубено трага. Не се губи тоа. Ако ти каже некој не се сеќавам, ќе те излажи. Значи, Знаеш точни бројки? Колку албуми, колку песни, колку песни не можам да израчунам, ама албуми, кога сум почнал све тоа. Е. Не може артист да не знае кога почнал, па прв бенд, па ова. знаеш што се те прашам? Долги години се. Кажи речи животот. Километраж. Километража многу. И имаш одреден креативен процес, да речеме. Начин на кој што се изразуваш, начин на кој што излегува од тебе сите тие креации. Дали за изворот на изборот нешто во процесот ти беше различно од претходните? Апсолутно да. Затоа е од изворот на изборот, пошто е албумот е пракса и посветеност, насоченост, намера на себе спознавање, да речем. Така. Пракса е. Што Не е религија, не е догма, не е филозофија. Па добро, поиш иди на ке наука, па што мораш да што провериш. точно се тие пракси, редовни, секојдневни, Се неделни вика, ритуали? да, се вика нели, модерно спиритуални, духовни пракси, Така. што јас мислам дека сите у старт, онма кога ќе се родиме, сме веќе спиритуални, духовни, само треба да се приметиме. По вие пракси се за тоа се приметиме дека ние од секоја сме спиритуални, од секоја сме просветлени, само треба да се запрашаме. И прашањето е тука многу битно, многу клучно. Не е прашање кое што треба да се наметнува, па се мора сите да се прашуваат, него тоа си доаѓа спонтано, природно, кај секој кој што трага. Кога ти дојдоа тебе спонтано? Па, желбата, трагањето, од кога сам себе се познам дека постои во мене. Добро. Само што лутаме по области. Се Така. бараме ваму, таму. Се до моментот кога ќе треба да се тоа работи со некој што прошол по патеката и што ќе те насочи или примети, верификува искуството. Сега се вика директно искуство, се вика просветление, секако може да се вика, ама е кога ќе се сам себе спознаам, да речеме. Не е ништо спектакуларно, сите го имаме тоа, го знаеме, само не го приметуваме. Ми се свиѓа Не као... е ништо посебно, верувај, не е ништо. Ти викам од самото раѓање, како што почнуваме да постоиме, ние имаме све у себе, само треба да се приметиме. Сега имаш тука информации, имаш општество, семејство, култура, малото, општината, градот, државата, и од сите рачуне влијание, и се губи тоа суштинското прашање. А тука ми е, тука ни е. Тука ни е на сите. На што цилјам ја е без намерност, без пракса некаква, туку така тоа не доаѓа. Тие спознанија, тие себе спознавања, Има ли такви случаи? има случаеви, ама Тие многу ги викаат, помага. Добро, да. Тие се, нели, аватар ги викаат.
тие што Така. така. У момент на Па не некаков знам, еве, као, enlightenment. па, еве, са од модерниве, не знам, Екарт Тол, Алан Уотс, претходно, па и Исус, и Сај Баба, Мехер Баба, сите тие учители, и Буда. мислиш дека е Сидарта. било момент, не било пракса? Е пракса, но е некако не се објаснува. Не ни треба да се Тоа сам да да кажам, се ама збори. има ствари што може да се објаснат. Седиш секој ден медитираш. Тоа е пракса. еден дел од практиките, Така. дел од практиките кои што се Тие ме по тој интересираат. пат, да. Кои од практиките, Запрашување, кога најважното. почнуваш да си онака подисциплиниран во животот за да си ги воведеш, а да не ги запоставуваш. Па тренинг, сваќаш. Не одамна. Да речеме вака по години, ако мерам 2013-14. Од Да ти се сериозно влезам без да речам абе јас све знам. Ние сите така. знаеме, јас зборев така, абе јас све знам, не ми треба се ова. И И во што влагаш сериозно? у себе. Копање по себе. Низ таа пракса, што ти ја кажува некој што прошол. Значи медитираш. Медитација е дел, многу мал дел од сето тоа. Не мора само да се медитира. Да. Добро. Супер е. Убава е медитацијата. Да, у зенот е најважно. Аха. Има повеќе типови на медитација, нели, на прашањето, на дишењето, на објектот и така натака. Во оваа пракса и јас кај што сум Таа ме и се интересира. спознав, има повеќе од тоа само. Што е ние не сме до другото? толку реализирани, не сме. Глупо ќе звучи, ама си има низ светов луѓе, нации кои што се реализирани у сам старт да одма може да си почнат само да се медитираат и тие се не им треба. Нас не треба многу комуникација, многу чистење, многу трошење и препознавање на импресиите, да ги пројдеме, да приметиме цел, што е, желбите да ги видиме, кои се, дали треба, дали не треба, средства да видиме, средство, цел, многу работи има, зборам ние како западњаци, што треба да ги практикуваме, па има време да стигнеме до медитација. Сваќам што збориш. Знаеш, тој е тибетанец или будиста, и Да, сега ти нема некој него да му му е кажеш, онака, да. така глупо да му кажеш, слушај, просветление, духовност, ќе ти се смее тој. Ти у сам старт веќе они го знаат и работат на друго се посветени. Ние овдека ново е и тој бране, не знам, 60, 70, Да, 80 знам години на дојден што кај што, мислиш, знаеш, да. веќе сега многу брзо се шири, знаеш, имаш јога школи, многу медитации, имаш духовност. И у еден момент сето тоа па е овакво, пошто замка е. Зашто? Зашто е замка? Зашто Па мислиш затоа што дека треба и тоа да се потроши како импресија, исто како и албумов од Изворот. Изворот што што е кај луѓето што не ја гледаат длабочината на тоа, него го гледаат како некоја си трендовска површна ствар. тоа не знам. Глупо е да судам сега. Кој Се учи низ практики, се учи да имам суд, ама немам суд. Знаеш, у моментот ќе ми тегне, доста. Знаеш, која се добро се, тоа е. Твој живот. Да, ти знаеш што Ако ми се е некако... Не кажи. Ако се разбереме, ако те допре албумот или било кој учител или било која школа што иде, твој е патот. Ти си годиш, тоа е. Така да. Не, мене секогаш личните приказни ме интересираат, онака, што знам јас зашто, валјда сум многу љубопитен. Сега си дромец. Дека сме дромци, да, не кажавме. Че го смеам да пијам? Да, бе, да написа. Ја и Тони сме иста генерација, исто дромци, ама ради некоја причина никад у живот не сме кошаркари пропаднати, ама никад се патеките ни се разидени и сега прв пат се запознаваме. Па ова е тоа што ти зборувам. Сега требало да се знаеш, се гледаш,
30 години нема никад да се сретнеш на патеката, ама кога ќе се у намерата, у тоа што целиш, сретнеме, значи има нешто. Баш, Тоа е доказ дека окей, областа не е да се суди областа, ајбе вие сега види ги што прават. Не, и таа е област, и ова е област, и тоа е. Така е. И ние така некако си шараме, лутаме по области. И доаѓа негде момент кај што трагачот веќе си решава да се спознае. И сега го слушаме албумов. И не дека, сега ја ти кажав, не слушам рап, ама не сум до толку исклучен Ова од не е светот. Ова нема врска со рап. Не, сакам да кажам, ти си ми позната фигура, нормално сум слушал за Тони Зен, добро, и во името ти стои Зен, и знам дека тоа уметничко име ти е колку години више. Па ми го Кога си тупна го е имаш? другар од 2003-та. Буквално ми го тупна. Има ствар, од тоа ќе те прашав, има ли прича позади? Има прича, На имево. кога намераваме кон нешто, кога трагаме, си доаѓа патоказите. Па Дали тоа ми преку е, збор, преку иса тоа Зен. тебе ти го тупнал некој другар да, некад. Да, трагам, да, аз сум бил претходно трагач по нешто. Да речем, ама навнатре. И ова те носи скроз навнатре. Оти и сега си размишлам, окей, Тони Зен. Ја име во Зен, Тони, го знам 20 години. Ја би го трнал, ама не можем. Ама тек сега го слушам албумов. Ти имам слушано и чатпат други песни. Повеќе од очигледно ми е дека некаква промена, дали во твојот карактер, дали во твоето видување на животот, видување на себе си, што и да е, нешто се сменило и како сега конечно да Зен има поента. Го оправдав, да. Еден другар вика го оправдав. Да, го оправдав и тој збор некако са што си оправдал, не шала, оправдал, ама да. така е. Треба Ама како да е веќе интегрирано. така има значење. Слушајки го албумов кој што управо се нема врска со рап, не знам со што има врска, едноставно допира у душа. Извор е. Извор. Низ музика и зборови е пренесен и затоа многу луѓе од различни жанрови и области го прифаќаат, препознаваат, слушаат. Значи, пример, мене нема да ме слуша металец. Не знам, че Така, ја песни са некој да пуштам, реално спремам, би сам ја еден куп другари, металци, хардкорци, рокери, панкери, шо иде, па и фолкери да се или не знам, поп. Некои песни нема да ми ги слушаат. Зашо па да ги слушаат? Не им се свига, не ги допира. Но овој албум не можеш да бидеш рамнодушен. Не, многу тачно. Многу тачно. Значи мене ми Слагаш? стои 100%. Па тоа му е целта на албумот, пошто не е мој, тоа е од изворот и си ја го пренесувам. Наискрено кажано. Само ти викам, ги уредувам зборовите, сум научил нешто преку таа хип-хоп култура, да со зборовите, нели, ги правам, редам, ово не го пренесувам искуството, многу едноставно. И сега гледам да биде, нели... Ама како го кажуваш некако ноншалантно, многу едноставно, не знам што, и го поштуем тоа. Знам што сакаш да посочиш, ама Така морам да ти кажам као слушател и некој што посветил исто многу време на тоа трагање, ја, например, немајки го што и да е твојот талент на склопување зборови, сум оставен на самочувствување. Тоа што ти го искомуницируваш преку албумот е стајно во зборови, концизни, кој што ти реков на почеток, ја имам филинг не знам, може преку 50 книги на таа тема што имам прочитано. Сите уедно. По 5 стиха е објаснато, човече, све. А ја да пробам да му објаснам на жена, другар, на што и да е... Не е ни пробуе. Абе, знаеш, кога осеќам, ама мислите, ама што ти е сега волја, ама кој сум ти... Нема шанси. Нема шанси. И сега го слушам ова, не само што си не можеш да си рамнодушен, онака како цела таа филозофија, тие концепти што не се доловуваат, некако
долетале и слетале вака на тебе, на гението и мастерот со зборови, за да си се isprocesираат некако и да си излезат у стихчиња. И ти сега на мене и на сите слушатели се надевам што се на некое слично место у тоа трагање, им даваш вокабулар за нештата за што до сега немале. Сваќаш, јас сега, например, не мора да објаснувам на другар. Кога идам да медитирам или пробувам да спознам некои ствари. Не бе, брат, нати... Слушни. Да. Слушај, ама шо е кон? Нати кон. Добро си оваква, фала ти ептен. Нати кон, нати вистина. Ти си тоа, што да ти кажам. Прочитај си. Буквално така ми дое. И сега жив ме јаде за да дознам повеќе како ти дошло. И затоа викам, окей, поштуем како ноншалантно го кажуваш. Не. Често артистите знаат така да кажат како, знаеш, муза, како ти дошло нешто, ти го имаш isprocesirano, излегло од тебе, ама пак ќе те замолам, Да. пробај да ми го објасниш тој процес. Сега тоа се вика директно искуство. Што? Тоа е кога ти или ја или битието сам себе ќе се спозна и ќе има некакво, ова што го објаснуваме грешка, не треба да се објаснува. Кога ќе имам некакво спознание, кога нема да бидам две, него ќе бидам едно, кога нема да има разлика од тоа чувства, мисли, емоции, сите тие работи, него кога ќе сето тоа ќе ми биде едно. Добро. Кога ќе се примедам низ тој процес и сите други работи се небитни. Во тој момент Едноставно се отвара како се отвара и ова се глупи зборови. И Будово викал кога ќе зборете за мене, после избришете си ја устата, ќути не зборим. Како да објаснам? Пракса се искусува тоа и многу луѓе има го практикуваат тоа и многу искусуваат и е отвореност, приметување, љубов. И у моментот кога ќе го искусиш, после можеш да употребиш некаков идентитет што го имаш, дали е мајстор на зборови или мајстор на спорт или било што, да го пренесеш директно до искуство. И затоа многу ги допира. Сакал некал ќе те допре тоа, дали сега или утре или задутре, ти што сакаш биди, што сакаш избери не за музички правец, те допира тоа пошто од изворот. И сега ја си решив како задача одлука да дека ова искуство мора се не мора, нужно е да се пренесе. така. Тој што го приметува е истото тоа што и ја. Океј, И јасно е ми. добар патокас. Знаеш, Да, патокас. Сега Не е сите крај на ние- причата. Сите ние одиме, движиме рачуне низ улици, као коли веше движат гужва, она па исто е со внатре со чувства, со Да. мисли. И прав учител, зен мајстор или како сакаш, ти е собрај кајаца на раскрсница. Ништо поише. Шибај ти вика. Ти нема после што да се вртиш, абе слушај, пак ќе дојам. Абе бегај да оди продужи. Јасно И ми затоа е. така може ти звучам и сум не ноншалантно, него е Не, како сега што не. е, така ми е. Нема се што да правам од тоа, не знам. Не, сваќам уствари што викаш, директното искусување ти е искусувањето. Тука немаш. Пракса е. Тоа ми е јасно. И тоа е пракса и треба да праксата. се искуси. Сега Тоа е праксата. Ама убаво ми ќе те долови. лажам, Не, те убаво лажам, ми да. долови дека ако ти објаснувам. си го искусил и после тоа решаваш ај ова што го искусив некако да го ставам у зборови. Ја поише на тој момент уствари Од секоја сум се сакал тоа да го го направам и прашав. сега имав прилика да се внесам у тој, да го пренесам. Сега нови песни што правам не се такви. Друго пренесувам. Ама пак сум ја. Мгм. Само друго пренесувам. колку време те фати дурго напиша албумот? Или ја објасни го, прво имаше Тој лирикс, па музики, како оди тоа? У една година е напрен. Година Аха. и пол да речеме напрен. Претходно тие се, ти викам, искуства што си седат. Не, баш на тоа ме интересира, се више се префрламе на технички Да, информации. Да. Решаваш да правиш албум, Па види, почнуваат искуствата, нели? Се почнува практиката и тоа си почнува да речеме. тоа го Одредена кажа. години и после неколку 14-та, години веќе 15-та. си се реализира тоа. Си излегува како не знам, нешто парче на кое што можеш да чуеш, па и да видиш искуство. Парчињата се песните? Спот, YouTube, песна на Аха, CD. Сакам да кажам, можеш CD да го видиш, можеш спотот да го видиш, Така. кај што нешто
таму излага некоја информација и е тоа директно искуство пренесено. Да речеме, глупо звучи, ама најблиску да ти вака објаснам. Ти за процесот збориш, не за албумот као сте го правиле. Или? Сето. Албумот е правен, еве, имам искуства, има другите искуства исто. Се разбираме вака, сега, се разбираме убаво ние, ајде да правиме албум, да го пренесеме искуството. Тој ракува со гитарата, тој ракува со пеењето, и јас со гласот, со пишувањето и правиме едно. Кога реши да правиш албум, ги имаше песните напишано веќе? Ништо немав. Ни песни, ни неколку имав. Добро. Теми, што требаше да ги пренесам за да се разбереме, за да продолжи после тоа музика се претопи и да биде све лајф освирено, све у таа фреквенција и све у таа насока доди. Благодарение и на другото, не само на... Тоа на другото. Пак ќе кажам, на другото битие, што би рекле. Така е, овака звучи може као, не знам, ја сега некој сектаж духовњак, нешто се правам, ама така е, стварно од пракса е така. И кога се разбираме, веќе у тоа уеднуваме и лесно излага сето после. Прекрасен процес. Знаејќи колку е тешко уопште да го објасниш ова, не па да го доловиш на друг. Не е тешко, него... Знаеш што е тешкото? Бар ја што мислам дека е тешко. Директното искусување си го имал. И те разбирам затоа што сум го имал и ја. Артистот од тебе седнал, напишал песни. Ама ја као слушател, кога го слушам целото, со музиката, со аранжманите, со... И свесен сум, бар до толку дека тука има повеќе луѓе инволвирано, и се до перфектна последна точка, таму кај што треба да биде, за целата атмосфера и енергија да се долови како што ти си го замислил. Кои се тие луѓе што толку перфектно те имаат разбрано и на кои што толку добро си им доловил што е тоа што си го искусил ти за да искочи во толку добар албум? Тоа ме јаде. Па за почетокот со тие што го почнавме се тие истите луѓе што сум и ја. Тоа е муабет. Се знаете многу време. Се знаеме, да, меѓутоа сакам да ти доловам нешто друго. Без разлика ние дали се знаеме. Ние може се знаеме ети 30 години, ама џабе ако не се среќаваме директно, тоа може да се случи од дел од секунда. Знаеш, кога ќе паднат завесите и да се сретнем, еј, абе, ти ли си бе, да, и ајде се знаеме демек 30 години, се не се знаеме. Океј. И тие муабети. Сажа кажеш луѓето инволвирани во албумов и они се Исто да, добри луѓе, добри на исто учители. место во универзумот се. Добри учители. А учители? Ја учители ги викам сите, и ти си учител, и пријателот ти учител, непријателот ти учител, од сите учам. Вие се добри учители, па и у буквална смисла. И низ таа пракса, низ таа патека, сме решили да правиме албум музички, со инструменти и со рецитирање и текст, кај што како да пренесеме со искуство, е вака. Значи, буквално така, вие албуми, го имате има искуството. Да, и како благодарност на тоа искуство, на тоа се, еве благодарност. Вау, јас скрос различно го замислив, човек. Јас си замислив ти си го имал искуството. Да, заедничко е, точно, само ја го пренесувам и као, еве, дечки, локомотива сум, влечам, ајде одиме, да, се препознаваме и одиме. Значи, немало многу држ, не дај, ова не ми звучи вака, ова не ми... Има, не. Тие мора да ги има тие работи, тоа се технички работи, не ми звучи, па еден аранжман, па друг. Кој ги вози тие одлуки? Па сите заедно, што бевме у тоа. Значи, не можам да му кажам на Мартин, он е супер басист или на Борче клавиатури или Боби овакво со саксо, флейта, да му кажам, слушај, вака треба, му викам,
ова идејата, ова сакам, биди ти у песната. Еве ти делот кај што треба. И што му кажуваш? И не му кога кажам, кажуваш? слушај, имам ја ти ова да свириш, не, него ти биди во песната, слушај што има и влези врз тоа, одсвири нешто. Ти биди. Колку е артистички тоа. За мене тоа е артистички. Знаеш, многу така функционираат. Да. Си има некои си пишуваат све, ова свири ми, овака, така, окей, тоа. Ама овој албум беше со таа цел напред. Знаеш. Секој да доеш свири инструмент, повели 4-3-2 фрефрен, знаеш, на басистот чудно, знаеш, треба да се прештелува гитара ист. Биди ти, не знам. Ја имам моје, ти имаш твое, дај да се уединиме. Дај на тотал музички лаик, објасни ми што е финтата со 4-3-2 фреквенција. Појма немам, ама нешто имам, нешто порано, нешто слушнато, нешто фреквенција, нешто правеле, нешто манипулирале, нешто се сменило и викам да истражам. Стварно има разлика. Што значи тоа? Па ништо, значи дека музиката е малку пониско звучи, као да е малце поспуштена и помека е, вака најлаички да ти го објаснам. Кога го слушам ја на Spotify, тоа го слушам. Ке те лажам. Тоа не знам како... Ти не ми звучи исто. Види, платформиве сега, дигитални, процесот од кога ќе ставиш песната па да ја конвертира, па може да смени многу, ама може пак да задржи од тоа мекото у фреквенцијата. И сега има еден муабет што од порано од времето уште, не знам сега кога да не измислувам, да речеме Прва, Втора светска војна, нели тие владетели, од 4-4-0 или 4-4-4 како беа фреквенциите, што пиштеле многу, било 4-3-2, па ја смениле за демек сега на луѓево да им влијае таа фреквенција што многу вришти, да ги прави хаотични. Ајде. Ова е приказка што ја имам прочитано и овакво, ама не верувам, како ти кажам. Супер ми е приказка, да, 4-4-4-4-0. Све имаш милион фреквенции. Да. Ама јас се фатив за тоа, пошто сум го сретнал некаде како момент кај што стварно викам да проверам. Одамна. И сега беше правиот момент за да се стварно тоа као звукот на природата, на универзумот, на хармонијата. Ќе кажам, не се глупости, ама има и многу други фреквенции што се... Значи, вие у старт секогаш е така, 4-3-2 фреквенција. се е така. Порано било 4-3-2 некоја си време, пак ќе кажам, не знам, пошто ова се записи што ги читаме, да, кај да знаме како било пред 200 години. Не, за албумот, значи, немате онака снимано, ај са втора верзија у другово. Тоа е 4-3-2 у оригинал и крај. На самото штелување се осеќа разликата. Океј. Значи, се осеќа малку по така подлабоко звучи 4-3-2. Да. Стварно се осеќа, можеш да провериш ти сам. И после сето тоа заедно искомбинирано прави нешто. Ја слушам на YouTube, ја слушам на YouTube и ја слушам на Spotify и има разлика, и затоа ме има разлика. Кој знае што телефон. Да. Иди у аудиокултура, те окарав звучки, слушни таму ќе чуеш, све ќе ти стане јасно. Јас сум слушал, викам и таму имам, знаеш, замерки има, пошто тие звучки такви сериозни све откриваат. Ама може да доловиш ваквото фреквенцијата. Тоа за слушачи е тоа. Знаеш, ја не знаев, оние аудиофили, како ги викаат? Да, ама и оние што се занимаваат со фреквенции, binaural beats и така натака и сите тие што се звуци што ги слушаат дома, значи не слушам. Ја дома не слушам многу музика, слушам фреквенции, не знам, white noise, brown noise. Да? Да, ocean waves такви, за да се стабилизирам од кога. Чекај, зашто? Кога? Па кога ми зујат многу уши, кога ми е тапан глада, пуштам 12 сати и ми нешто прави. Онака нели дома... има многу луѓе сакаат да слушаат, не знам, фен, нешто да им бучи, вентилатор, нешто. И пуштано ти е дома 12 сати така. Да, и си заспивам со тоа или на слушалки ги ставам. Некои атмосферски такви звуци, фреквенции, за да не ми влече емоции и чувства, него едноставно само
ме стабилизира, да речеме, пошто сум преоптеретен со други звуци и фреквенции. Ти помага и во Провери, пушти, провери. такви шумови? Не знам на шо мислиш, ама може си го вовел ко пракса, гледаш ти помага, дали смирување на мислите, дали може не знам медитираш на тоа. Не, воопшто не онака медитирам, не само си смирувам, го него оставаш, само да. оставам да си само по себе тоа. Да. Како што е, па и самата медитација Да. е тоа, знаеш, приметувам и пошто има многу зуење, многу лоши фреквенции, после пуштање музика, после што и да е. Да, Тоа тоа ти некој доаѓа монитор, па вакво, па таму и тоа некој музичар ќе те разбере, ја не, затоа што ја неам живот поминато. Твоите уши имаат многу по километража од моите. па Ти- добро, и, Ти живееш со ова, сваѓаш. ама секој паѓа на таа фреквенција. Мислам, ова научно Аха. докажано као деме кога сме били утроба, така е мајката, Аха. нели сви растеме со таа фреквенција. Те И шум, затоа да. сакаме фен, калорифер, аспиратор, да нешто да ни прави. Ова се Баш ќе искуства пробам да ти други кажам. луѓе што не сум само ја што Не сум. знам, да бе, да. Знаеш, има Да. некои спијат со калорифер, мислам, јас сум спиел фен или нешто да ми шушти, да ми прави. Едно време За да за детето дома тоа ни вика, као ако не сум спие го убаво, Сум го пуштал, да. такви Дури некои веќе почнав, шумови. мене почна да ми се свига, знаеш, дето, абе, гаси, ја, не можам да кажам убаво или не убаво, лично е. Да бе, да не, си осетил дека ти Пробај, уботи, да, бе, знаеш, шо. не, Една песна сепак. Иначе да не саш пауза преска другарите викаш. па да, Шаби мора да го викнеш. Шаби ќе овикнеме. Една пауза кратка може за... Може управо е. Приближи си го. ATG. Да, бе, да. Athletic Truth Group. Све измислија сега ваква. Не ти е познато ич? Не ми е, абе, пратам се, гледам многу термини, многу ваква секој сака да се низ тоа брендира, да направи нешто. Тој еден Бен дури на Роган беше гостин, Бен Патрик, Knees Over Toes Guy. Буквално од Инстаграм профилче, билдање човеков империја за фитнес, што специализира за превенција, за колена, за Поштен такви ствари. следам, да, али И ти викам направи бренд глобален и сега ние official брендч Македонија. супер. Треба да се посети тоа. Ја вака јадам гомна, се заебавам. Мрчам као, нели? Да бе, да. Ама поштен. Аби Као ја, да, абе, сега сите абе, ми почна беше- ова тоа, ама ја тие вежби ги правам, се у задње време забушавам, ама многу се посветив на такви вежби, поготово од 2013 после кросфит кога заврши веќе приказката со тоа кога ми се измести колено, па штрафови, плочки, операција, едно друго. Само на пливање, точак и вежби за мобилност, Па баланс, такви, баланс, да. јадрото пред се и тетиви и лигаменти. Превентивни вежби за да бидат ваква. Со ластици, со јастучиња, со сите тие Ти се работи. онакви за долготрајност што ги викаат. Најважни, Да ти биде што порано здраво ние, телото на ние стари сме, години. да, ги избегнуваме, порано сега можем, ете, смешни биле ми се смееле, као шо преш вежби, не е важно. Меѓутоа гледам сега многу повеќе се интегрираат Да. секаде, пошто им помага на луѓето, мене ми помогнало. И ја не правев ништо друго. Горниот дел многу малку го вежбав. Зборам после операцијата, пошто нешто, да речеме, сум освестил како последици од многу вежбање, Аха. болки, повреди, тие работи. И се посветив на тие вежби, значи од овдека надоле само. Кор, да. И многу поубаво се осеќав и многу бргу напреднав. И многу ме интересираше и скијање и сакав нешто да постигнам околу тоа и успеав у тоа, баш поради тие вежби. А баш и ќе те прашувам, ти цел живот си со нешто спорт, ама си имал некојаш такви некои амбициозни желби Да. со спортов? Да.
после кошарка. Ај Не, кажи толку- сега цела спортска историја. Не, историја. Како мал, нели, бираме, се наоѓаме еден Добро, спорт, и- друг спорт, ја секојаш. Почна со кошарка. Па не, сега сум се шуњал таму фудбал, нешто голман. Не, збориме за поорганизирано. Организирано, посериозен избор, кошарка, од, не знам, 5-6 деление до, да речеме, 19-20 години. Рано се оперирав, рано се повредив, а и многу исто се повредија од моја генерација и многу пропадна баш поради тие услови, неуслови. Знаеш, на бетон цело време скокаме, правиме некои вежби што поима нема што правиме, ама демек за да скокаме повисоко или малтретираме колена, зглобови, раскавица, а поима немаме. Значи малтретираме само. И мене ми се случи тоа да ми се скине целата раскавица и бев амбициозен ептен. Зашто? МЗТ дете, не МЗТ кошаркар. Значи, сањаше некои такви не само кошаркарски... сањав, него ја бев више Чарлс Баркли, значи NBA, Европа, утакмици, она. Но тука веќе Ама дали би рекол дека заради тоа Ради толку тоа, големо ради тоа. посветување во тоа порана возраст спорт ти останува некоја навика за спорт сега цел живот. точно. Оти кошарка на страна, окей, ама ти си... Добро, Ти тоа не е престануваш со нешто тренинг. Да, види сум учел и родителите се пример. Наш татко ми бил цел живот спортиста. Да? Да. Што? И каратиста. И тоа са своевремено, нели, одличен, врвен каратиста, нели, со го имал Значи ти си имаш албум со самолепливи сликички Југославија. Јако. Знаеш, репрезентации, пехари, медали, тие филмови си ту тоа време кај што можеш да видиш у вестник нека или у Скок. Леле го памтам скок, Знаеш, човеч. И Вујко ми исто каратист. На наслов го има вака, како го превртува у Скок и татко ми. Значи спортска фамилија. Да, и тоа е многу важно да има некој фамилијата кај што ќе се оди по него или учи, зборам дали е спорт или музика, не е битно, битно е следам, знаеш. Да. И се повеќето следат, ама има и некои, знаеш, џабе родителите, спортисти или музичари, овој Многу ми е Друго. интересно кај луѓе што си се познати по нешто друго. Ај може и познати, не ти се свија као збор, ама си имаш многу голем друг дел и димензија на функционирање музика, да речеме, или било кои други артисти или професионалци за нешто друго, што исто така и цело време тренираат. Ја како само спортист, цел живот, многу ми се интересни тие луѓе и ми доаѓа да ги прашам зашто тренираш ти, да не случајно ти помага и во другава сфера за у која што уствари си функционираш. И сега ти си музичар, дали кога не би бил тренингот спортски, ќе осетиш и ќе ти влијае и на артистичкото? Дали си помагаат едно со друго двете? да, како катастрофа без спорт. Што ќе ти биде ако не тренираш? Па све, не знам. Кој око ми беше поспуштено? Форест Витакер. Дејато. Пак и ти се спушти. Човек што почнал со спорт да се занимава и паралелно и со музика, било која работа ако ја исклучи, не иде на некаков проблем. Значи тебе ти е више Но тоа. музичар што е само музика и не го занимало никогаш спорт, пример, Добро. може да биде музичар многу врвен, многу добар. Меѓутоа не чепнал у таа област, нема зашо да му фали ниту па да му смета без спорт. Што него му е музиката, религија, спорт, култура, баба, дедо, татко, мајка, све. Значи ние така се вразуваме за тие работи. У истиот момент кога нешто како навики. Ама Така да, на мене лично да. Тешко ми е кога не спортувам. Признавам. значи него Од тежното и настапите и движ све.
Да, тебе ти е веќе не одвоив дел Што би од рекле тебе е тоа. на утеха, абе, да, мускулот памти, знаеш. Ке се дебела Мелиослава, абе, да, бе, ај врати се. Памти, ама- Мускулот памти, да, ама и салото памти. Да. Мускулот muscles memory, ама имаш и fat memory. Да, Се да, да. извинувам, но тука мора баланс. На некој музичар што не тренира, дали можеш да му изградиш случај, да му кажеш, ако тренираш нешто, ќе ти помогне и во музиката? Не се слагам. Не? Може да го зафркне. А, не кажем да го знаем. Зашо да ако си музичар, и тоа е зашо види музиката е ти си видел вака се знаеш музичар си. Бубњар колку троши една свирка или Леле, да, имам. Он што да тренира нешто, што спорт, да му каже, и слушај, Ама знаеш дека спортот тебе ќе те направи боле бумњар, молам, а тебе бубањот ќе те направи боле спортист на Само овакво, пази на пребарите што ги идеш таму да ги правиш. Ама пази Се- кој контрапример имам да ти го дам. Единствениот апанар што го знам и што го имам гледано така е Дино Милосавлевич, Дино е звер. кој што е звер спортист Точак исто вози така. све, да. Ја уствари го знам преку маунтенбајк. Триатлони, трчања на трейл ран сме Звер, биле. немам зборови, да. И сега тој ми е као контрапример, он ми е као екстра пример. Види ако си спортиста, уште толку, ама не, управо си сега, знам што сакаш да кажеш. Се посветеноста, подесувањето, Да. као навиката ќе си ја спроведеш ни живот. Знаеш, не знам. Алди Меола и кросфит да вежбаш. Јако. Замисли, идеш и го гледаш на кросфит, ама крева со плускавци, крева. Ти Натаму да го гледаш. крос осетот бе. Не, замилин, Да. Добар са, некој не до музичар, толку, да. А сега, ако правиме мобет да ми до толку, не мора, ништо не мора, ама помага многу спортот. Види, са, што е спорт? Што е спорт? Што е спорт? Дали е тоа што ни нудат, или па може брзо пешачење, или па... Така. Ја тоа ќе ти кажам, Знаеш. movement. Тоа е спорт. Така, мувмент. Movement, крај. И се ние Движи тука се. сме негде, мислам, ја по сам себе гледам, негде заглавени у идеите што ни се понудени од многу Да. одамна као маркетинг. Спортот е ова и гледаш Да. наслов од некој што е извајан, многу добро изгледа, или некоја. И Сега у глава демек имаме така дека мора. тоа е. А, И ние не. целиме кон тоа, меѓутоа да стигнеш до тоа, не ни кажуваат што имаш у спад тука, се додека не искусиш. да. Сите повреди, сите болки, сите паѓања, сите издигнувања. Да, Сега- тие таквите кои ги гледаме, друго е тоа. Без разлика. У спорт никој не ти вика, слушај, да, спорт, да, супер, да, одлично е спорт, ама никој не ти каже ако влезеш, извини, знаеш, ама можеш и да си го скршиш прстот. Се шалам, ама така е. Не, Знаеш, сам на знам еден што обичен- мислиш, да. Не знам, фудбал мало или баскет или што и да е. Знаеш, Ма, супер да. е спортот, убав е, да, прекрасен, ама знаеш, можеш да и ние имаме слика некаква за тоа дека нешто треба да вакво да се изгради напред, меѓутоа тоа се цели индивидуални. Да. И не Друго мора е да биде тоа, за да. сите, тоа се цели Друго е индивидуални, тоа. спорт може да биде иначе бумњарот тој која значи јас фасцинантни ми се. Тоа не да е спорт, тоа е Ау. Тоа е баш како над спорт. умот е, двете хемисфери, Да. според мене. Тоа е- Да не ме сватат погрешно и другите инструменталисти, меѓутоа кога збориме за спорт, кој се поти Меѓу највеќе музичари, и баш кога да донесе од ова па тапанари. да однесе после. Тука мислам нема Тоа кој не да е ти кросфит, спори, да. тоа е... И сега ти да му кажеш, слушај, аби иди, ај вежбај спорт, болje ќе те направи, бе. Ќе ти се Избор. вратам, Изборе, пак да се вратам на изборе. така, така. Ќе ти се вратам на албумот за градот Липа. Као песна, сега, не ќе да кажам ми одскокнува, ама за мене лично, ти кажав, ради тие трагачки позадини, ми се уклопија многу сите песни,
А градот Липа како песна ми се уклапа на нешто што исто така скроз исто го осеќам како ти што го доловаш у песната. Имам пробано да живеам надвор, поише од месец-два не издржувам. На многу луѓе не им е јасно што те држи тука. Таа енергија што ја доловуваш преку песната, верувам се твоите чувства за нашиот град, За Липата. за Липата, за градот наш, за ова поднебје, тој конфликт на го сакам, ама и прљав е, ама не можам без него, ама и не е ист како што беше порано, скроз го осеќам. Мислам, сега ми стана јасно зашто иста генерација сме, исто мало. Уличари. Кажи речи Класичен истиот уличар. живот, дром сме го воделе 30 години. Потсети мирис од сликата на тоа и ти прави убаво и тоа е тоа. Ама како го осеќаш тоа? Како Па се справуваш ти ли кажи ми некако? како го осеќаш, што ја Не знам, човек, ама ко да бара да треба да се справувам, ко да не можам да го let go, ко цело време сум така некако, го обожавам местово, Да останам, го сакам, го некам, па тоа е. го обожавам, на одмор да отидам за 10 дена више, сваќаш, до толку носталгија осеќам, а од друга страна ќе отидеш за нешто, ќе отидеш у град и И ќе ќе ти видиш се ова не е тоа смучи што беше. животот. Да, добро, да, тоа е. И скроз ти е така и тебе. Да. Ама има Нека моменти... ти многу фрустрирачки се фрустрирам. Мислам, нормално е, саш. Сите проаѓаме низ тие процеси. Се зависи кој како е врзан за нештото. Знаеш, некој гајле му е, некој... Ете, мене ќе ми се јави нешто и кејф ме од кај што живеам до кај што сум живел да идам пешки за да ги осетам сите миризби, слики, звуци, свежо, за да се подсетам на детството. И јас сум таков, да речем, и проаѓам низ тоа, некој гајле му е. И мене ми е цел град тоа, ова, и го сакам и не го сакам, нешто ги сакам и другите градови. Меѓутоа, тука сум Да. растел, се ми прошло овдека, сите записи, другари на секаде, сите улички, семафори, згради, исечени дрва, нови никнати, овакво. И само ја гледам овакво еволуцијата, душата си е овде, ама знаеш као Што си точно се одлетува и менја, душата бе? се Што одлетува, виши точно? нези е мака. Знаеш, и душата веќе, па, не е скрос отидена, ама веќе као да сака да каже, дечки, не може. Можеш да доловиш што точно е тоа, што е сменето, што ја Па, комплетно. што е со целата- градов. Комплетно, целата структура е сменета. Ама и енергијата му е сменета. Буквално некако. све, не само вака физички што изгледаме на изглед, материјалното, зградите, него внатрешноста, колку луѓе твои другари, пријатели си отишле. Многу. Вие, Многу. ајде да не идеме сега, колку шијаме години, во вие 10 години. Да не правиме ове 20 Ма години. колку сакаш кажи ги Многу многу. така. Многу. Мој исто ме преска со еден другар, се сретнавме и све. Знаеш, тука сме биле она, не избегал респектот, душата е, ама си отишле. Си бил ситуација ти да се преселиш? Па ја многу често и ми доаѓа на ум и ми доаѓало, меѓутоа не знам ни ја што е тоа што ме тера да останам овде. Не знам, Исто и ја. не знам. Исто. Како ти го објаснам? Ме тера асфалтот, не знам, клупите. Не, нешто не знам. Да не е нешто. Може не сум доволно реализиран овдека на овој простор домашен, или па некоја мисија имам да нешто направам, се сето филмови што се ги правам или ги правиме. И подобре да не талкаме по тоа, бе, да не им се овде сум. препушташ. овде сум. Да. Овде сум Си имаш и... прифатено веќе дека готово тука А не, сум и си имам прифатено дека што е готово. И низ тоа, као готово, што е готово. Да, ништо не е фајнал за тебе од кај, знаеш, нема зашто сега да решаваш за нешто што за
Нема поента зашто мислиш, да. Колку си дип, Колку бе. сум тешка будала, кажи си. Не, бе, Така е, така е. длабоко ти е некако све. Абе, длабоко. Промислено. Све, и во... Пројдено е. Така, имам филинг Приметено како е. сите тие ствари ти се Сите приметени, ги имаш question, сите идеи, мисли, концепти, за на крај да доеш до, кој што кажа шупесите, Да, празнината. Пак до едносмерна улица. Не бе Ајде празнината, назад. празнината, местото на е љубовта. опасна, да. Тоа Празнината е празното, изворот, Така е, од кај што е тоа. све. опасно. Dangerous. By the way, многу Place. јако блузонче. Фала ти. Дали е ова Не го дел облеков од- намерно за да се ваква реклама, него не, нека дали знам е кога ќе носам пример овака 2-3 дена уиста узели панталони Ако да беше. се бидам да. ова е од брендот што го кажа? Не, тоа е друго нешто ново. Аха, ова Се ти е само од вика- мерч. Мерч, да, што Добро. беше Кажи ми издаден. за друго. А другото се вика Омни. Омни репрезент, не Омни презент, Омни репрезент му ставив Добро. од раперски. И тоа е? И тоа е нешто што треба да порасне у нешто. Облека ли. Сега постои само како бренд? Што ти е визијата, што ти е планот? За тоа. Да си го најде правото место у правото време и да се прошири како извор. Пошто тоа е му суштината, тоа е и логото, тоа е и значение, тоа и така и почнало и така да секој да се препознае низ Омни. Каков Пошто облик постои сега? сега за сега облек Аха. како за почеток. Се уште не е издадено, презентирано. Тек треба да се издаде, нели, како што викат, прва колекција, или првите ствари треба да излезат, а потоа да се развие у повеќе работи. Не ставам рамки неограничено. Јасно. Че може да биде и вода ваква Омни. Да. Текне маса Ки ти биде Омни. платформа за комуницирање на идеите. Убаво го кажува. И за луѓе да се препознаваат. Како јас што Нормално и најдов во бизнис, албумот. и бизнис. Не го тргам на прво го треба, сега не го тргам на страна. Само за тоа да Све е прашам, за бизнис. која форма И- постои за да... Бизнис да, го кажав како бизнис, како работа. Да ме некаде Аха, како носи. работен ангажман Тоа е за зборот, тебе. да, тоа е зборот бизнис. Да. Еве работам Од ти нешто. гледај, нема бегање од фактот дека дури и во таа визија и идеја со која што сакаш да го користиш тоа за ширење на таа порака, ќе ти биде поуспешна ако е тоа успешен бизнис. Јеби ga, тоа е реалноста. Така е, тоа е. Ако таа идеја тебе ти дреме дома на хартија, ја ќе разберам, другар ти ќе разбере и толку, ама ако Толку. сакаш некоја промена да Така е. инспирираш, Се слагам. убаво би било тоа и да е успешен бизнис и на крај 100.000 луѓе блузони и што и да е, да ја 100.000 експресираат таа идеја, Ќе сакаш. станеме заедно гиганти. Така, зашто не бе што? Не се ограничуваш, Не се ти Арно ограничувам. кажа. Не. Не се Само ја ограничуваш. гледам како бројка гледам, опа, а ова веќе од тоа Много е. неограничување ван тоа иде, знаеш како. Демек не се ограничувам, ама пак некоја рамка има и ова ми е 100.000. Се шалам, ама така е. Знаеш, јас имам лично проблем со рачунање бројки и тие работи. Се штедам, се држам, се стискам, пошто мал пазар сме и така ме научил малиот пазар, што е мој личен проблем. Јасно. И сега треба низ тоа да пројдам. Да не се ограничувам Не се ограничувај. по пазар, фала ти. По Не пазарот. се ограничувај. Не за Пошто друго. е- Длабока, искрена и убава ти е пораката. И на кој да е нека се морално шири. чист начин
треба да се шири. Тоа е тоа. Кога ќе излезе, ќе дојдем овде и ќе направиме една промоција Како не, бе, со другарот Одма. одбојкар, капитен, пожарникар, Шаби. Шаби the legend. Нек Седи, ќе биде. седи. Седи, после, друг пат, не ме друг пат. закача. Уреде, плюс ге глава над мене. Како ти е, кажи ми го обичниот, секојдневието периодов, како ти е работни ангажмани, жена, фамилија, деца имаш, 1, 2, 3, Едно дете, едно жена, детенце. Раскажи ми еден А, нормален, тонизен ден. па види, знае нека да биде постојано едното исто, меѓутоа има и нормално промени. Во зависност од тоа ја колку сум активен и колку сум ангажиран, тоа сум приметил. Кога викаш ангажиран, И, зашто викаш насочен обично? кон нешто. Тоа е обично музички ориентирано Било или? било што. Насочен кон некоја цел. А неам цел, мене лично не ми е баш нешто убаво. А имам цел, ми е супер. Некоја актуелна И- цел, освен омни? Па еве, бркање, настапи, снимање песни, спотови и такви работи. Околу музиката пак тоа се. Тоа си е нон-стоп, значи. Ongoing. Да. И поддршка од семејството имам, што е одлично и разбирање имам. И тука тоа ме охрабрува да продолжам да го правам истото, Мгм. да се занимавам со музика. Значи понекогаш се чувствувам дека притискам, зборам во однос на музика. Знаеш, и изморува некоја што, мислам, кај сите музичари ги изморува форсирањето као да се Окей. прави, да се... И наоѓам простор некојаш да олабавам, да се стабилизирам, па пак да нешто запнам и така. Од изворот на изборот е пред 3 години, 2019, да. 2019. Тоа е... Нема Да. ништо поново, така? Во Има песни, форма на албум. Не, албум нема, меѓутоа се спрема тој некој албум. Аха. И сум у договор со една продукција, кај што во наредниве неколку години јас си работам, исто што сум работел и претходно. Песни, спотови, Имаш како настапи. онаков као договор со продукцијата на повеќе години Да, и ти да. си сега треба толку и толку ствари да... Па, треба да работам. И тоа кој што Знаеш имам ли- слушано по устранство, например, Па кога нема прават... странство и кај нас има луѓе што си имаат некои шо имаат некаков договор и треба да го оправдаат тоа. Колку детали смееш да откриеш од договорот? Па не, У смисла, направив договор со фирмава за 10 албуми. Таква форма е или нема уопште? поинта, не. Не е ни важно. Продукцијата се вика Прагма продукција, 3 години имаме заеднички договор со работка, кај што треба да покажеме све што ќе јас изработам и со луѓето што се мои соработници, и тоа е тоа. Значи, они се као доверба у тебе, Па, да, Тони, луѓе што кога да, ќе ти ќе- дое да. нешто, да иде преку Букира, нас да, така е, така. и И готово. тоа се Ти немаш случува некои навсекаде кај нас. норми да мора се... Има, меѓутоа нема поинта да се навлага у тоа, да А, се окей, објаснува окей, сега окей. договорот каков е, тоа е пак лично е. Јасно, јасно. И сите артисти го имаат тоа, се некој помалку се збори, некој поише. И така некако си ставив некоја задача, цел да овие наредни години да создавам нешто, правам. И се случува тоа, меѓутоа ете. Треба изгледа да созре време за да созре сето тоа. Значи, некоја поконкретна слика за наредниот албум уште не е оформена. Обратно е од изворот на изборот. Ова е од значи другата обратно? страна на изворот. Сега мора ми објасни што Па тоа значи мислиш. дека музиката е скроз различна, дека музиката е наменета баш за луѓе што сакаат да слушаат гласно и да Аха. излегуваат и да играат или мрдат. И е поише на ниски фреквенции, е поише клубска, Има што би рекле. поента у некој жанр да ја Све ставиш. Па не знам новите жанрови што се сега сите ново компоновани, меѓутоа не би ја ставил
Не е нешто Пак налик. види, основата е хип-хоп. Предходно твое. Основата е хип-хоп. Што и да правам, основата е хип-хоп. И сега што правиме муабет, основата ми е таа. Од таму ми произлегува сето што го имам у мене научено. Благодарение на таа хип-хоп култура, бидејќи е многу важна за мене и за многу луѓе што растеле и учеле. Дали ја правам албум од изворот на изборот, дали за клуб или од таму хип-хопот ми е изворот. Тебе ти е тоа изворот, да. Лично. Од И детството. сум не го заобиколувам, да може да скршнам, меѓутоа Јасно. гледам некако да го имплементирам, да се појави тие нови звуци, нови форми, знаеш, пошто се менува време. Основата е таа, бидејќи мене ми е многу значена таа култура. Знаеш, не е само рапер да бидеш. Знаеш, има многу повеќе, има многу мудрости у тоа, многу искуства, многу жртви, многу успеси, многу пари, многу манипулации има. Конкретно у тие У хип-хоповски... хип-хоп културата, конкретно, да бидејќи е гигант сега. И сега јас сум од самиот почеток, сега не дека јас сум од 70-ти, јас следам, меѓутоа од времето мое кога сум почнал, ја следам као култура, не само као тренд. Да. И сум приметил дека има многу километража, има многу постигнато. Има цел, има и бизнис измеѓу бизнис план има. Да има. Тоа приметив, знаеш Мора како. да има. Ама има и малце да колку толку кошта све. Што е добро. Да. Добро е бидејќи луѓе да се еманципираат, што биле запнати у некое време, своевремено. Азици или афроамериканци, латино кои да се. Мора да мислите на тоа. За да се соопштат себе, за да нешто се издигнат од нешто, низ тоа движење они тоа го направиле. Значи не е само афроамериканска култура, него имаш и латино, имаш азици, сите тие биле у тоа движење. Тоа зборовите после сами си испаѓаат артистите, пораките, меѓутоа самата намерата на хип-хоп културата следија од почеток до сега ќе видиш дека издигнување на луѓе кои што биле у некоја ајде да не кажам ниска класа или така угнетени кои што биле маргинализирани и ова им неверојатно им помага да се издигнат и ден денес да стане мултимилионерски, билионерски, како да кажам, бизнис, тренд, и многу се измешани и така натака, меѓутоа основата мене лично ми е хип-хоп. Сега нешто ме подсети дека сега цело време ќе си се подсетувам, поврзувам колку сме исто растени, тромски, и сега ме подсети на времиња, зборам основно, моето неупатено музичко уво, сепак како да памти две спротиставени страни ли во хип-хопот, оние East Coast или како различни движења во рамките на самиот хип-хоп, уште во две, многу повеќе се зачетоците, и како дури и у наше време како да имаше ти од кој си? Единствена култура, музика, правец како и да е, што има меѓу артистите дуел или не знам, тоа се вика биф, имаат они термин за тоа. Дај подсети ме малце што беше причата. Ама не, нема една прича, тоа се многу повеќе, пошто сега ти ако зборуваш нешто за твое искуство од таа страна, ја за моето, нормално негде ќе се најдеме у некој диалог и контра може да се... Ти немаш одбрано страна од тоа време, као јас сум од тие хип-хопери, не од овие. Никогаш сум прифаќал, сум слушал се, меѓутоа сум имал симпатии повеќе кон, да речеме, тие. Кој? Што не биле, па еве да речеме, јас сум повеќе кон страната на, да речеме, East Coast, своевремено. Добро. Меѓутоа, не сум бил повеќе Њујорк, повеќе Филаделфија, да речеме The Roots. Значи, или Чикаго. Ај наброи ми некои така влијателни бендови, артисти што конкретно сметаш дека те оформиле. Па ја би почнал од нормално Тупак, Биги, Воренџи, Snoop Dogg, Shaquille O'Neal, пази у тоа време кошаркари го слушам Shaquille O'Neal како овакво. Јако. Shaquille O'Neal кој таму тој
Крис Вебер и некои такви у тоа време што Знаеш дека Рапери- памтам дека и они вадеа рапери, нешто, а да, кошар- да. врска, дека кошаркар, знаеш. И после тоа доаѓаат веќе, како созревам, веќе доаѓаат посериозни имиња, мислам се, се појавува Cypress Hill, па Beastie Boys, па House of Pain, па Das FX, па M.O.P, па Gangstar, па Jeru, и онака се појавува The Roots, Common, Tribe Called Quest, и онака се појавуваат ликови што вие се Мислиш го креваат нивото? па него крева, него своевремено 90-ти беа лидери, носачи на тој звук како што сега се сите оние у тоа време што биле јужњачки рапери или сега трапери што биле на дното. Не биле толку експонирани и се сменија исто како NBA. NBA Golden State Warriors. Да, порано, да, не може беа да паднат, најдоле. или Кливленд или не знам ти текна. И после се менја обратно. Нешто слично и со Значи, ова. и И многу е врзана културата, музиката, исто сум приметил со општеството, со политиката, со бизнисот, со тие работи, знаеш, многу влијае и многу игри има околу тоа. Ама тие имиња што ги спомнав, и ден денес, пример, Black Thought не можеш да не можем да бидам рамнодушен за за неговите дела или за Gangstar или за не знам Das FX или KRS-One, не знам. Tribe Called Quest, De La Soul и сега као абе ќе ги скокнам, нема да Значи Јас ден сум така- денес знаеш да си ми пуштиш некоја влијаеле такво? многу, ми вле Сав. Влијаеле многу. Сав нашите сав? Да, па не знам други Сав не познам. Не ти викам, ќе Нема- мора ме нема- извиниш. се Не шалам, невиден разбирам. дудук сум Ама у... ако, не ни треба да си овакво, си правиме муабет. Ти кажам за мојата Сав се како некое пред твое време? па Они се актуелни учителите, или имате малце- мои учители, јас сум учел од нив, чисто околина биле тука. се знаеш Most Wanted лично биле. со некој од Се знаеме, нив? сите се не може тука да не се знаеш со некој. Ама имате или преклоп малце? Они биле активни и ти си почињал? Јас сум или- учел од нив и сум почнал после да сурфам после нивниот бран, они што го сурфале. И после доаѓа друг бран и возиме се заедно. И многу рапери, артисти исто возат бранови и од постариве некој ако сака да научи, ќе му каже слушај таму фати го боле ќе возиме. Ќе научи, ако некој може да не научи да си иде да си брка работа сам. Да. Нема потреба за судење, секој има избор. Јас сум избрал да ги испоштувам корените, да научам и да продолжам, што е сериозно движење. Хип-хопот. Уникатно е, единствено е, да и рок-н-рол не може да се... Меѓутоа и они биле многу сродни, панкот исто. Панкот е мастер. Сека, знаеш... И ова е исто култура движење, меѓутоа ова е така малце по... Абе, сите си се тие некои субкултури, сите си имаат своји причи, Да. сите си имаат своја порака, своји влијанија, цели генерации се оформени со нив. Твојаво е хип-хоп. Кажи. Сега ми се тепаме. А? До ВЦ да отидем. Ајде. Ова се снима што зборам? Се снима што зборам? Све се снима, после ако сакаш ќе сечеме. Еј, не бе, да не сечете.